Двете актери во театарот комедија велат дека биле во бизнис врска. Јас мислам дека се топ дечки одлични глумци. Атанас и Тино, гости во студиото на Репортер. Дечки, здраво. Здраво, здраво. Драго ми е што прифатите поканата и што дојдовте во студиото. И сега не знам дали сгреши во најавата Атанас и Тино или Тино и Атанас, како е правилно? Па така два пати се кажува по договор, не е така направено, значи еднаш мора да се каже Атанас и Тино, еднаш Тино и Атанас. Така ни е договорот, затоа ни е бизнис врска, да. Така. Се ова е врска од интерес. Врска од интерес. Тоа значи дека не се познавате од поодамна, да речеме од студентски денови. Всушност како почна приказната за Атанас и Тино или Тино и Атанас? Кога се запознавте? Ке ја кажеш или да... Роден ден ти е денес, Ти немате кажи. Ти кажи. Тебе ти е подрага, јас ја мразам приказната. Ај нека каже Атанас. Ја мразам приказната кога се запознавме. Не, многу чудно, стварно се запознавме у базен. У базен, имитација на базен, тоа беше она церада од камион, ставена, направена како базен за представа. Вежбавме таму и се запознавме во базен, пробувавме на сцена. И се запознавме уствари во тогашниот Македонски народен театар во бифето, таму беше поставен базенот, сегашен театар комедија. И од тогаш почна нешто да се дешава. Работевме на таа представа Торел и Кресида, со Љубиша Ристич работеа 70 актери, меѓу нив бевме и ние. И од таму подоцна завршивме факултет и се отвори театар комедија и почнавме да соработуваме. Так, заедно бевте во иста класа за време на студиите? Не, различни факултети сме. На различни факултети, на драмски уметности. Јас сум ФДУ, факултет за драмски уметности, он е од Естра. Така. Да. Не, усвари, ние кога се запознавме, после тоа, пошто бевме тогаш прва година академија, ти беше втора, па не се дружевме нешто по константно, туку онака се знаевме само. Тек после кога се работивме во театар, почнавме да се дружиме. Почнаа да ни даваат такви улоги, нема везе. Беше и друг да биде на негово место. Подеднакво успешен ќе беше. Ти не кажеш зашто ја мрзиш приказната на вашето запознавање. Тоа, затоа што у базенот таму режисерот кога стае базенот надвор го напунија со вода и тоа не може за секој ден да го мијат, тој беше огромен базен. И у центар, знаете кај е бифето, порано Мишо и Авдо беа. И базенот пред кафаната. И се рачуне туку у центар деца, жени, стари со внуците, со бабите. Доаѓаме ние на проба, демек треба да е базенот нешто чисто, она пошто треба влеземе и кореографија да вежбаме. Деца се бањаат, баби си мијат нешто тука. У базенот што е сценографија, као ние, окей, мажи ние гајле, ама жени као многу паниче. А што е ова? Сите се бањаат у базен, ние ќе вакво. И така, малце хаотично беше со базенот и затоа ние запамтено тоа као таква, да, неубава приказна. Од каде љубовта кон глумата? Како решивте да студирате глума? Како се запише? Како од каде Ја немав појма. Немав љубов кон глума. Не, ја немав појма дека ти ме праша после. Немав појма на што сакам да идам. Седев у школски, после завршување, кај што дремевме у мало и еден другар ми рече ти што не е глумец. Ја реков, не знам, ајде да ми немаше на ФДУ таа година. Открив Естра, тогаш беше прва, втора година од кога се отвори. Даваа некои стипендии, нешто за почетници и отидов на Естра и така стана. Толку е кратка мојата приказна од шок. Атанас, твојата? Па јас знаев, сакав да бидам тоа. Одев во детско драмско студио кај Магдалена Ризова и цело време на тоа мислев. Само мислев да пројде средново и да се запишам више на ФДУ, зашто тоа го сакам и тоа сакав да го правам и само на тоа мислев. И така, не знам, едноставно, цел живот на тоа. А во чија класа беше и те примија од прва? Да, од прва ме примија во класа на Владо Цветановски и професорката Мими Таневска. Така. Влеговме 12 души. Во колку представи глумите заедно? Во 80% од представите. Дали ви е 90. Скоро во сите. Дали ви е чудно кога сте во представа, а кога другиот не игра? Си недостасувате ли на сцена? Не. Баш е и поинтересно кога не, окей. Окей, ти фали некад кога ќе заглавиш на добар партнер на сцена, ама се снаоѓаш. Театар комедија е сегаш полн последниве години. Дали е тешко да ја насмеете публиката? А да насмееш некој најтешко. Посебно во затоа што воопшто комедијата како жанр била дека е многу е потешко да ја насмееш публиката отколку да ја расплачеш. Од друга страна ете на многуте представи на кои што сум била, публиката паѓа од смеење.
Добро, доаѓаме. да, види, луѓето се навикнаа, ние постоиме 6 или 7 години со театар комедија и публиката се навикна, знае што ќе гледа и доаѓаат и тоа на некој начин им е филтер од се тоа што им се случува во времето во кое што живееме, нели се случуваат разни глупости. Едноставно таму доаѓаш и можеш да се исчистиш. Ние ќе бидеме глупите место вас и они може да гледаат ситуации каде што ние не се сноѓаме баш добро или се сноѓаме и они се смеат и се радуваат на тоа. Мислам и супер е, одлично е затоа што сме полни. Кога е полна салата и нас не понесуваат без разлика каков ми бил денот денеска и колку лошо сум се чувствувал, само што ќе застарам на сцена и кога ќе ги видам тие луѓе таму очекуваат нешто и те понесуваат. Тоа што они го гледаат е производ на двомесечна, тромесечна работа, зависи колку ќе заглавиме со процесот. И тоа е на еден процес у кој тебе више не ти станува интересно она што го работиш, па треба се натраш да ти стане интересно, па да поставиш, да стигнеш, тоа е, мислам, процес е пак 2 месеци, не е едноставно. Случува ли на вас да не ви е смешно на сцена, а публиката да се смее, да паѓа? Многу пати имало, например, баш сега пред некоја вечер имавме една изведба каде што нешто едноставно не кликна. Не ни оди на нас, ние мислиме дека е ужас тоа што го правиме, дека не функционира. И кога после завршувањето на представата ние депресивни што вадиме шминка горе во гримьорно, збориме се, симнуваме доле во бифе, луѓето воодушевени. Едноставно они не осеќаат таа разлика. Тоа што нас не се случува бидејќи ја знаеме материјата, не го осеќа тоа публиката. И да, се случува нас да не ни е окей да проаѓа. А и обратно, некојаш па ние мислиме дека е многу добра, уствари било... Публика ви излегува разочарана. Сте разочарана, не може би толку колку, например, се справувате со ситуации кога ќе го заборавите текстот, ќе сгрешите на сцената, всушност се случува ли такво нешто и како се вадите во тие моменти? Да не примети повторно публиката. Публиката не може да примети. Се учи ли тоа на факултет или веројатно Не се учи, тоа се учи само со искуство. Така. Едноставно се дешава да го забориш текстот, нели живи луѓе сме и многу пати се случувало, ама гледаш од ситуацијата едноставно, ако имаш добар партнер на сцена, можеш да се извадиш и сега ако испаничи тој, имаш и суфлер, има повеќе опции што не штитат ако се случи такво нешто. Добро, како оди таа цела работа со суфлерот? Многу комплицирано. Суфлерите се најборбените луѓе во театарот, значи се случува суфлерот, тие се како храбри луѓе, некогаш се случува суфлерот да се пикне доле во ротација. Заради потребите на некој актер, пошто не може едноставно да го запамти некој текст. И они доздолат, значи под ротацијата доле во театарот виси и ти го кажува текстот, го шепти текстот за да не префрли во публиката, ама ти да го чуеш доволно, или доволно само едно зборче, safety word да чуеш до кај си бар, за да може да продолжи целата ситуација. Добре, суфлерот од една страна, вие од друга страна, ако сгрешите или не сгрешите на сцената, што се случува со импровизацијата? Колку, например, режисерите ви дозволуваат да импровизирате на сцена? Или вие како искусни актери веќе? Па, зависи во која представа и во кој процес. Има режисери, например, Коле Ангеловски, кога дојде сега, кога ја правевме последната представа, не сега Драга, Коле знаеме дека е мајстор на комедијата. И он дојде конкретно, мислам че Коле многу не сака и ние го сакаме, и Ептен ни верува као режисер. И дојде и кажа, сцените кај што останувате вие двајца, јас сакам вие тука да ги развивате сцените, да даете нешто од вас. Ама он затоа што е мајстор знае дека ние нема на проби да ги развиваме сцените и да импровизираме, на проби си го игравме тачно текстот. Али он не замоли као дури инсистира на тоа дај оваа сцена раширете ја као што вие двајца си знаете. И колку е тешко кога ќе побара режисерот да ја рашири сцената, да мораш ти сега да импровизираш за да му го задоволиш него тоа што го бара. Ако си влезен скроз во ликот, фокусиран, концентриран, ако даваш се од себе за да останеш внатре во ликот и во ситуацијата, ако ти е јасно и ако си го знаеш занаетот јасно, воопште не е тешко. Едноставно излегува од тебе, доаѓа природно, тачно знаеш кај си, што си, во која ситуација, кој лик си, кој човек си, што намера бркаш и многу е лесно. Има режисери од друга страна кои што не викаат тоа вашето што си го правите никако. Тоа вашето кекере вашето никако. Има па текстови и процеси во кои што сами одлучуваме дека нема многу простор за импровизација. Тој најчесто го играме. Шекспир, да, класика, па не можеш. Тоа се, мислам, структурата е таква на текстот. Плюс структурата, плюс големината на текстовите, како не дека не ти дозволува, него внатрешното чувство и почитот према текстовите и према таа лирика, нели
не дозволува баш да се импровизира. Има места кај што само осеќаш дека не име местото на импровизациите. Так. Морам да издвојам некако Вардарски пастови представата, не затоа што е таа најдобра, нели ви играте во речи си сите представи во театарот комедија се одлични, меѓутоа сметам дека беше една од најпосетените, веројатно и најраспродаваните представи во 2015-та, поправи ме ако грешам, 16. Не знам точно, ни јас. Немам што да те Не, поправам, права си. Не важно. Мислам 16. 2016-та. Значи, еве и сега театарот е секогаш полн кога таа представа е на репертоар. Според мене е една добра типично скопска приказна. Сметате ли дека публиката доаѓа заради комитите навијачите или заради тангата со која што завршувате на крај на Види, има публика и за тоа и за тоа. Така. Инаку стварно Која е за комитите? за комитите. Кој доаѓа за комитите? Па голем процент од Навијачите на Вардар. Инаку представата се распродаде Так. задњата за 45 минути. Значи стварно седевме на билетара за 45 минути отиде цела представа. Тоа беше некој рекорд. Претпоставувам дека никогаш не се десило. Иначе да, представа Класична поп мејнстрим комедија. да. Одлична е, одлична. Типична скопска приказна, Сириша Евтимов мајсторот на режисер скопската на... комедија. Мајстор Така, на скопската. На скопската Каде комедија. ги црпевте идеите за ликовите? Не знам, од аеродром, од Драчево, Од каде не? од Од Ченто, каде не? Од секој мало. Чајер, ти си драчевчанец од Ченто, од кај си не знам представата? Јас сум од Сегде, у Од секој Сегде, мало да. баш кога доаѓаат луѓе на представата Скопје викаат да, од Скопје север. Викаат у моје мало има тој, ме потсекаш на тој, некој друг каже ме потсекаш на тој, на тој, на тој. Сегде ги има тие, па сите сме ги виделе тие луѓе во Да, да. нашето опкружување и затоа таа представа се продава и гледа на таков начин затоа што сите ги препознаваат ликовите што се на сцена. Ги виделе у нивното секојдневие и затоа е тоа добро. Ја така мислам. А што се смееме кога вика нешто кога играме и например ке рипнеме реплика и нешто позади. Леле, ја рипнавме репликата. И па ти викаш, абе тие гајли така чекаат стриптизот да дое кој прати кој ти. Ето заради тоа доаѓаат. Тина, Заради стриптизот. тешко ли ти е да дъткаш цела представа? Да. Тешко е тоа го Како се сватив. справаш? Дали од представа во представа станува можеби малку полесно или сигураш е... Не, секогаш истиот проблем. Увек морам да ја правам на иста, тоа е техника, усвари тоа е финта на кај што не му даш доволно кислород на организмот и он сам бара и тоа искача као техника и као природно искача и стварно си го се малтретирам. Баш тоа после премиера го сватив, викам што морав да направам да дътка овој. Да, ма толку Бори добро си го ко правиш, што нормален навистина човек, ние мислиме дека да баш ткаш. ме уморува. Так. И после пред као кој знае што да играм Хамлет. Меѓутоа, одлично ама се- не тешко е да, во принцип затоа што тоа ми е земено од двајца комбинација од две дъткања на двајца другари кои што свери не дъткаат него имаат проблеми со дишење. Тоа не е Тоа е баш таква техника чудна и знам после представа да правам она да зијам воздух поише на нос, нешто да дишам за да се напунам со воздух, зашто да, тешко е. Губам воздух и се приметува вајде и на сцена се потам и искачаат жили од двај. Се тоа за да покажам колку им е тешко на луѓето кои што имаат проблеми со. Се уште најозборувана сцена од представата е крајот. Самиот стриптиз и излегувањето на сцената со тангите. Дали некогаш ви се случило скроз да ги соблечете пред да се изгасат? Да, секоја втора светлото касни надоле, така да Се кој има сомневаме дека среќа некој потплаќа некого за да остане малце Така? повеќе, да. Ама па викаат дека тоа било од маркетиншки аспект добро. Не знам. некад некој, на пример, пошто колку имаме 65 пати играно, тие 65 пати све си има десено. Јас имам пред време соблечено, некад се неам ни соблечено ќе се закачи тангата, да демек, ха, и ти тука тангата стои, знаеш, па малце несмасно, она ја тегнеш. Све си има дешавано. Све еден- Да нема танга И тангата е да- комицка башка. Да, комицка Е, па те не све. валят со све, све, да. Еден колега на сред играње дека тоа се неколку слоја, значи има тренерки, има шорцеви и на крај таа фамозна танга и еден колега на сред стриптиз се облака тие првите тренерките и вика, знаеш што, викам што, не сум ја облекол тангата. Ја. Значи он не носел ништо и не се соблече до крај, остана со шорци, ама добро си има и такви ситуации.
Како не успеал да облече само него? Све со танга поврзано е интересно и смешно. Што се случува кога се карате? Кој попушта, кој е по... Не, нема попуштање, тоа трае. Тоа трае, да. Тоа е фаза таква некоја. Како со тоа излегувате на крај на сцена, например, кој ќе треба Колку да играте? најдолго не сте зборувале еден со друг? Па не сме зборувале долг период, мислам, некако имам чувство дека од кога сме заедно сме како континуиран скеч или континуирана драма, дека постојано се работиме заедно и некогаш полудуваш скроз. И тоа исто си трае, исто и таа драма си трае. Мислам, ние професионално си ги извршуваме врските, ама таа драма приватно си трае, не се разговара, ама некогаш и тоа е креативно, знаеш. Така. Добро, ајде да го ставиме театарот малку на страна. Каде излегувате? Каде излегувам? Во град, во диско, во кафана? Секој ден излегува. 80% од времето со овие процентиве нешто многу прорачунливи сум станал, 7%. Ако да нешто така како треба, мислиш, се е па, математика. Се е математика, да, Па како? математичка нација сме ние, тоа размислив. Во бифето сме. Секојаш, мислам, поголемиот дел од времето сме во бифето на театарот. Таму сме пред представа, таму сме после представа, таму се случува. Знаеме да искочиме и негде да прошараме. Понуди му у Скопје, као во задње време се отвори уште пар клубови, така да некако мене ми е окей у моментов у Скопје, Така. има голем избор. Тино, ти пушташе музика во Епицентар едно време? Да, имам како хоби ми е. Се занимаваш се уште со тоа или не? Па приватно по приватни забави по дома, иначе да идам да ме букираат да правам не. Па кажи мејл, мислам. Тоа не. Како во случај некој. А ти одиш на журките, на ти попуштал музика во Епицентар? 2014. Како? Одиш на журките, викам, по Епицентар попуштал музика Не или не секогаш, баш? не секогаш. Така. Атанас. Не сум електронска музика, она е од постарите Може рок. да не ја разберам, нешто ми е Многу комплицирано. модерна. Тоа е- Да. она А време беше за по љубов рок. имате? Пак имам Што ти согласен? Еден со друг е, со друг колку тажно. Треска за побуна морнара, затоа сте работели несериозно, Побу на морнара. Побу на Монера отиде надолу. Имаме, да. Се Во наоѓа. сериозни врски сте, предпоставуваме меата на Да, ми каже, или не сака да збори. Не, Побу на да. морнара. Од Побу на сериозно, Побу на Монера. морнара. Сега знаеш дека треба да Има- обчуеш да го скратат ова, ако не ќе иде. А не, ние се пуштаме, не само, не цензурираме. мора кој знае колку петино ќе ни каже, бе. Да, време за љубов има секогаш и супер е тоа. Мислам, Дипломатски. Дипломатски не го малтретираме многу, Да, ајде да не фала рече ви. дека сме. Тино? Да. Што ти ја разбори? Има време, се наоѓа време за све секогаш. Баш да- кај за љубов и не треба нешто многу време, може и минута две да е. Може и минута да две се да е. разбере. Има да кажам многу работи, ама ќе Абе, се ако се скрати. разврзи, Ако се разврзе 5 часа, да, ама добро. На што работите следно? Работите веќе на некој нов проект? Па имаме план за крајот на март да извадиме еден проект заеднички. Сега како ние секој што одговарат по нашите емисии, ќе ви откриеме тоа кога ќе дојде време, ама стварно така. Сега не би изборел ништо за да не искочи после дека немаме ништо, па планираме да направиме еден заеднички Тоа проект. на страна од театарот. Во Да театар не нормално- поврзан со театар, да. Во театар нормално ќе почнат сега да се работат нови представи. Пуно пари добивме и Така. Тоа е супер. и ќе почнеме сега редовни представи, 3-4 проекти годината што Ние сега повеќе со нетрпение ќе го чекаме овој Овој проектот проектот што го што го најавивте и што не ни го Па да, кажавте. сакаме нешто такво исто. Малку поразлично. Commercial. И па ако да. Поразлично, ама смешно. Смешно и Па не ни очекувавме дека ќе биде она како беше дали. Побу на Морнара. Побу на морнара. Не ми иде некако, Ќе не. видиме дали ќе го направиме смешно, не знаеме. Може да не Ќе биде биде. интересно. Така. Интересно. Рековме дека најтешко е да насмееш публиката, ама вас очигледно дека одлично ви успева тоа. Еве сосема за крај ќе ве прашам, се случило ли да речеме да играте пред толку празна? Се случило. Какво е чувството и како се носите тогаш со? Па, баш разговаравме пред некој ден, тешко е, затоа што си навикнат, например, 6 години или 7, колку постои театар? 7 години. 7 години постоиме и во тие 7 години цело време сме полни и се некогаш се случува нека представа да не Е, полни кога сала. ќе И, бе пролет. да, кога е више при крај на сезона, кога е више топло. Како Има викаат, една кога надвор стара. ќе се извадат, нели, масите во кафичите, Так. затвара театарот. И не е толку убаво. Не е толку убаво, ама сепак мораш и за тие 150 души и колку и да се ти Так. да играш како да се 5000. Тоа не мора не смее да прави разлика. Ама сепак мал дел во тебе ти пушта едно алармче вика што се случило.